Почитувани гледачи, добар ден. И јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Што значи уринарна стрес-инконтиненција или неволно испуштање на урината кај жените? Колку овој проблем може сериозно да го промени начинот на живот? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е професор доктор Ирена Алексиевска-Папестиев, директор на клиниката за гинекологија и акушерство. Доктор Папестиев, добре дојдовте во Добриот доктор. Добре ве најдов. Сакам да им посакам добар ден и од мене на гледачите. Еве за почеток, што значи уринарна стрес-инконтиненција? Уринарна стрес-инконтиненција или неволно испуштање на мокрачата, како што најавивте вие на почетокот на емисијата, самиот назив кажува дека е кога ќе се зголеми притисокот во абдоменот, односно во стомакот, кој што најчесто се случува при кивање, при кашлање, при дигање, па дури некогаш и при одење и сексуални односи, доаѓа до неволно истекување, односно бегање на мокрачата кај жената. Значи, тоа е неможност да се контролира уринирањето, кое што по раѓање, нели, првата година Центарот за контрола на урината не е воспоставен, меѓутоа, откој ќе се воспостави, ние може да го контролираме додека не стигнеме до место каде што тоа во принцип се обавува. Оној момент кога почнува да не може да се контролира од различни причини, тогаш нарекуваме дека имаме стрес-инконтиненција или неволно испуштање на мокрачата. Дали возраста игра улога кај кого може да се појави оваа уринарна стрес-инконтиненција? Дали кај повозрастни жени или може, како што споменавте, и веднаш после раѓање? Значи, стрес-уринарната инконтиненција почесто се јавува во женската популација и инциденцата, односно бројот на пациентки кои што се јавуваат со овој проблем, се зголемува со зголемување на возраста кај пациентката. Меѓутоа, заради тоа што една од причините за настанување на оваа состојба е траумата која што може да се јави кај спонтано породување, посебно кај оние породувања кај кои што имаме и инструменти како вакуум или форцепс или подолготрајно породување, посебно во онаа втора фаза. Во последно време, со оглед на тоа што почна да се зборува за овој проблем, во нашата амбуланта се јавуваат и помлади пациентки во третата, четвртата декада, што денеска е тоа со продолжување на животниот век, можам да кажам, стварно млади пациентки за таа амбуланта. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Кои освен спонтаното породување или породување со вакуум, кои други ризик фактори може да бидат причина за да дојде до уринарна стрес-инконтиненција? Значи, како што кажав, уринарната стрес-инконтиненција всушност настанува како резултат на губење на потпората, значи како што е бешиката и мокрачната цевката низ која што уретрата, низ која што излегува самата урина. Кога ќе се зголеми тој притисок, таа цевка треба да се притисне на една неперманентна подлога, ние викаме, односно тоа се тие фасци, тие сврзни ткива кои што ги имаме на крличното дно. Со старење, како што ни паѓа тонусот на лицето, така и долу се омлетавува заради губење на естрогените и затоа велиме дека почесто се забележува кај пациенти кои што се повозрасни. Понатаму, она што го напоменав, повеќе дечиња, тежок пороѓај, посебно кој што траела втората фаза на експулзија на плодот или употреба на некои од инструментите, исто така доведува до појава на стрес-инконтиненција. Одредени состојби, коморбидитети, кои што постојано ја тераат пациентката да кашла, на тој начин ја зголемува таа притисокот во стомакот и на тој начин оние хронични респираторни болести, значи ХОПС, пушачи, оние кои што почесто кашлаат, имаат ризик да развијат стрес-инконтиненција. Понатаму, оние кои што имаат тешка физичка работа, затоа што при цело време дигање на товар, зависи од работата, од професијата која што вршат, или на поле работа, знаат да дојдат и да кажат дека доста имаат тешка физичка работа, исто така заради тој зголемен притисок имаат почесто стрес-инконтиненција, негователи на стари лица, заради тоа што постојано ги подигаат, болничари кај нас, сестри, значи сите тие може да бидат причина за појава на оваа состојба кај пациентката. Пред да продолжиме, веќе имаме гледачи на линија, повелете во програма сте? Добро утро. Добро утро, повелете. Голем поздрав до вас и до докторката. Ме интересира, пошто имам воспаление доста на двата јајника и многу често мокра. Сега, што ме советува докторката? Дефина гинеколог и се, но пиев едни апчиња, ама никако немам никакво подобрување.
Значи, понекогаш, дали сте сигурни дека имате воспаление на јајниците? Тоа ви е диагностицирано од гинеколог? Да, имам, пошто имам отидено на гинеколог. Добро, значи секое воспаление во принцип може да се пренеси и на околните органи и на тој начин да даде симптоми, затоа што ако имате воспаление на јајниците, тие се во близина со мочниот меур и понекогаш може да даде чувство за почести мокрења. Меѓутоа, тоа треба да се јавите на уролог за да се исклучи инфекција на бешиката и доколку имате инфекција на бешиката, таа знае да е тврдокорна, најчесто предизвикана од Ешерихија коли и треба со соодветен третман да биде лечена баш инфекцијата на бешиката ако се работи за инфекција на бешиката. Во случајот ние зборуваме за неволно истекување кој што е како резултат на стрес инконтиненција, тоа е друга состојба. Меѓутоа, таа инфекција вие која што ја третирате на јајниците треба да ги подобри симптомите, меѓутоа ако имате и понатаму симптоми кои што се како резултат на воспаление на бешиката, во тој случај треба да се јави кај уролог за соодветно да се третира инфекцијата и пациентката да нема понатаму такви симптоми. Еве, јас се надевам дека го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Да, повелете. Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Јас имам проблем сакам да прашам докторката како можам да стапам во контакт со нејз. Каков проблем? За ова што го зборуваме, така? Да. Значи, секој четврток во амбуланта број 33 од 9 до 11 може да ме најдете. Од 8 до 11 може да ме најдете на клиниката за гинекологија акушерство. Треба мојата матична или само да ги донесам? Земете упат, меѓутоа ќе ми се обратите, ќе ве примам и без упат, али убаво е да биде све по протокол, ако можете да најдете термин и да си земете од вашата матична докторка упат. Така. Ако нема термини, ќе ве примам, кажете ми дека сум ве повикала јас лично кога сум била во емисија. Така. Еве, јас се надевам дека е задоволна нашата гледачка. Да. Дали имаме гледач, повелете? Да, кога ќе имаме гледачи, секако ќе ни кажат. Еве, споменавте за амбулант. Имаме гледач? Да. Да, повелете, ве слушам. Добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да се јавам кај доктор Шоер. Во програма сте, повелете. Сакам да се јавам, имам проблем со мокрењето. Добре. Кога некогаш се накијам, си пуштам. Било да се накашлам, си пуштам. Кога ми се иде по ВЦ, ако во моментот не отидам за 2 минути, си пуштам. Секогаш носам улушки и имам проблеми при однос кога пуштам и мокрача и така пред пуно работи. Дури кога сакате да одите во тоалет, не можете да стигнете додека не седнете? Да. Добро. Дали сте биле до сега на преглед на гинекологија во урогинеколошките амбуланти? Не сум била. Еве, како една година го имам тај проблем. Така. Еве, ова сега што ни го кажа нашата гледачка. Тоа се типичните симптоми со тоа што пациентката, јас би кажала дека има еден мешовит тип на инконтиненција, затоа што она што кажа прикивање, прикашлање, при сексуални односи е како резултат на тој зголемен притисок во стомакот, што кажам, односно стрес инконтиненција. Вториот начин, со зголемување на возраста на пациентката, се губи еластичноста на самите органи, значи повеќе сврзно ткиво има и на тој начин мочниот меур и се тенче, лигавицата станува посензитивен и кога ќе помисли пациентката дека сака да оди до тоалет, не може да издржи додека не седне на шолја. Тоа е веќе знак за ургентна инконтиненција. Така да кај оваа пациентка јас би рекла дека има една мешовита инконтиненција, затоа што кај нејзе има знаци и за стрес инконтиненција, неволно истекување при зголемен притисок, меѓутоа и за ургентна или така наречена нервозна или сензитивна бешика. Што значи дека треба да се јави, затоа што навистина овие симптоми не се живото загрозувачки, меѓутоа влијаат на квалитетот на живот. Да, тоа ќе го зборуваме колку може да го променат квалитетот на живот. Меѓутоа еве да вклучиме уште еден гледач. Повелете? Повелете, ве слушаме. Да, прашам, вака имам 35 години.
Значи, често се случува, значи, сега како да објаснам, значи, нон-стоп, значи, ако денеска, еве, например, се облечам гаќе чисти, значи, за половина час веќе истекува 35 години, кажавте. Да. Имате родено? Имам едно, ма со царскиот тоа, но имам и операција на колк. Сега, дали од тоа нешто со колкот, со карлицата, нешто е попуштено, значи, нон-стоп се дешава тоа. Колку килограми имате? Сега ве прашувам затоа што некогаш и зголемената Да. Колку? Па 95 килограми имам, да. Една од причините која што не ја напоменав е токму тоа. Ако ми кажете дека имате 35 години, породување со царски рез, значи не сте имале некоја травма која што би настанало при вагинално породување и не би требало да е поврзано со колкот, затоа што тоа колкот не е нешто што ја зафаќа таа карлично дно што го кажуваме. Веднаш помислив на вашата килажа затоа што сте млада, а килажата е една од исто така основните причини затоа што самата тежина врши притисок и докажано е доколку се намали килажата, го нормализирате вашиот body mass index, во 80% случаите ќе ви се подобрат и симптомите. Така да ве советувам не за изглед, за здравие, зголемената килажа и други коморбидитети може да носи, меѓутоа може да ви помогне и за решавање на овој проблем. Така. И да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Прашање, мислам, истиот го имам проблеми јас, меѓутоа јас сум оперирана од миома утерус 91 година. Тогаш има веќе 42 години, сега сум на 75 годишна возраст. Добро. Па токај пред 6 години имав така прикашлање при, мислам, протекување нешто, али откако се оперирав од карцином на тироидна жлезда, мислам дека дали од тогаш проблемот се зголеми и веќе без улоска не можам да видам, дури некогаш не можам да доиздржам, например, да станам, ноќе станувам на секој 2 сати и до вече некојаш и веќе не можам да издржам до вече да дојдам. Дали имате проблем со кичма? Па имам веќе со годините и она дегенеративни промени, мислам, извадени ми се и паратироидните жлезди, примам калциум доста висока доза. Со притисок, со други коморбидитети сум, значи, често така, перикардити и све. Ќе дојдете во амбуланта, ќе ги кажете вашите симптоми, меѓутоа некогаш кога кажуваат дека повеќе од еднаш до 2 пати стануваат во текот на ноќта, тогаш веќе почнуваме да мислиме и дали има поврзано со неурогена бешика или со нешто што е контрола во онај дел за уринирање кој што се наоѓа во продолжениот мозок и затоа прашуваме дали има проблем со кичмата, а понекогаш и примање на одредена терапија знае да даде проблем со почесто станување за спомена неколку коморбидитети. Дали против притисок, како е диуретик, некој може исто така одредени антипсихотици за невролошкиот или менталниот статус ако земаат, во тој случај може исто така да влие врз овие симптоми, посебно врз повеќе пати ноќно станување или така наречена ноктурија. Така. Доктор Папестиев, постои нели во клиниката за гинекологија, урогинекологија, тоа се амбуланти конкретно за ваква проблематика, меѓутоа а колку постои она срам, стигма, табу тема жените токму за овој проблем да дојдат да си побараат помош? Видете, во последно време почна да се зголемува свесноста на пациентките за овој проблем, инаку морам да кажам дека за жал претходно овие пациентки го сваќаат тоа како еден начин на помал квалитет на живот, меѓутоа продолжува. Јас пак истакнам, ова е состојба која што не е животозагрозувачка, меѓутоа сериозно влијае на квалитетот на живот. Што е она што го менува? Што прави ова состојба? Споменавме да не може да се стигне до веце. Сите пациентки досега кои што се јавија кажаа после половина час
Јас веќе ги осеќам влажни гаките. Замислете вие постојано да имате стрес, дали имате тоалет околу вас. Треба да патувате, имате влошка. После одредено време тоа има непријатен мирис. Цело време не пијат вода луѓето, дехидрираат затоа што знаат дека на тој начин го одложуваат моментот за полнење на бешика затоа што мислат дека немаат тоалет околу нив. Или во тек на сексуални односи да ви се јави и неволно истекување на урина. Сето тоа влијае врз квалитетот на живот и мислам дека во денешно време кога се продолжува животниот век, се повеќе вакви пациенти ќе имаме кои што треба да си го решат својот проблем без разлика на својата годишна возрастна старост. Кога треба да се побара помош и колку знаате кога ќе ги кажат симптомите, дали добро ги објаснуваат и на матичните нели лекари за да знаат да ги упатат директно на до соодветен доктор, урогинекологија, а не да бараат причина да не е инфекција или не Кога знам. се работи за инфекција, оние чести инфекции се уште треба да се бара помош кај уролог, затоа што тие се тие кои што ги третираат уринарниот тракт. Меѓутоа, кога се станува збор за спуштена мат, за спуштен преден зид, значи за некои пролабирани делови на гениталниот тракт, за неволно истекување на мокрача кој што се поврзува со овие состојби кои што ги набројавме, за неможност да се стигне, во тој случај треба да се јават кај нас во амбуланта за урогинекологија и ќе бидат услужени понатаму со соодветен третман во зависност од симптоматологијата која што има пациентката. Пред да зборуваме како се решава проблемот, како се дијагностицира? Па обично доаѓаат пациентките, многу важен податок ни она што ќе го слушаме ние од историјата, анамнезата таа што ја кажуваме и понатаму има неколку тестови кои што при гинеколошки преглед прво се гледа дали имаме спад, попуштање на тој преден зид на вагината, каде што се спушта всушност мочниот меор. Понатаму при кашлање ние провоцираме да се зголеми интраабдоминалниот притисок и гледаме дали при кашлање бега. Тоа во лежечка состојба се прави, во стоечка состојба и има одреден апарат, уродинамика, кој што специјално е дизајниран да може таму пациентката да го имитира уринирањето, значи прво полниме бешиката, па таму ние ја провоцираме со овие тестови и врз зависност од тие записи уродинамски одредуваме за кој тип на неволно истекување на мокрача станува збор или на кој тип на инконтиненција и во зависност од тоа пристапуваме кон соодветен третман. И пред да одиме на она решението, нели, како се решава уринарна стрес-инконтиненција, имаме гледачи, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Ало? Да, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете во програма сте. Сакам да кажам поздрав првен до докторката и до вас во емисијата. Ви благодариме. Имав проблем јас пред 10 години и го решив на оперативен захват со еукоплагија. Тој проблем ми беше мене со исцедок на некој зеленка со непријатен мирис и додека беше направена таа интервенција се зема биопсија. Која интервенција не ве разбрав, извинете, сте ја правела? Еукоплакија. Добро. И ми земаа биопсија и со биопсијата испата најверојатно сте имале леукоплакија и ви земале со биопсија да дијагностицира за што станува збор. Да, и бев оперирана на тој дел. Меѓутоа, сега веќе понавакај го немам тој проблем со истекување на мократата, исто ми истекуваше во надневка, при кивање, при кашлање, при таков проблем. Меѓутоа, сега некој, да речам, мирис некој неугоден. Значи, ќе се јавите прво кај матичен гинеколог. Матичниот гинеколог ќе процени дали треба да третира некоја инфекција, затоа што секогаш кога ќе кажете неугоден мирис, може да биде прво од бактериско или од некоја друго инфективно потекло. Доколку се исклучи тоа, ќе се процени матичниот гинеколог дали треба да се упати за дали имате воопшто проблем со урогинеколошко заболување. Да. И тогаш во амбуланта 33. Инфекција, како што споменавте. Така. Да вклучиме гледач, повелете во програма сте? Добро утро. Добро утро, повелете. Јас имам 66 години и го имам овој проблем со оваа диагноза. Пред известно време јас се јавам за решението што ви следи како ваша програма од денеска. За решението сакам да ја прашам докторката
Имам гледане емисии на други програми од регионот од Србија во Практична жена, како на жените има ставале, сега се извинам, не знам стручно да се изразам, нешто како федер, нешто Траки се на тоа. пекалото, не знам стручно се извинам уште еднаш. Да. Меѓутоа тоа било едно добро решение и дали тоа постои кај нас? Навистина јас сум заинтересирана, нели имаме семејства. Ви благодарам на прашањето. Да. Вие сте релативно млада жена, 66 години, која што треба дефинитивно да си го реши тој проблем. Тие што сте ги гледале вие на телевизија и што ги кажувате како федери, всушност сте еластични траки и тоа се минимално инвазивно решавање оперативно на овај проблем. Пред еден месец ние имавме гостинка од Словенија, затоа што пред неколку месеци јас и колегата Павловски бевме во Словенија, токму за тој начин на решавање, минимално инвазивна операција за решавање на стрес инконтиненција со помош на TVT и TOT траки, значи трансвагинална трака или трансобтураторна трака. Тоа е метода која што од пред еден месец имавме ние тука воркшоп, работилница, беше гостинка доцент Благања од Словенија и убаво што го поставивте ова прашање, еве нека биде ова информативно и до сите матични гинеколози. Веќе од пред еден месец повторно се работи и на клиниката за гинекологија и акушерство. Пред 15 на години имало доктори кои што двајца ја работеле оваа клиника, оваа техника, меѓутоа имаше еден период од 10 до 15 години пауза. Меѓутоа слободно јавете се во четврток во амбуланта број 33 кај мене или кај асистент Павловски, веќе оваа техника и доктор Стојчевски мислам дека претходно има работено, и има доктори кои што може да ви излеземе во пресред и да ја работиме и точно TVT методата има успешност од 89%, која што се споредува со успешноста на она отворена колпосуспензија, која што има успех некаде 84%, збориме за долгорочно после 10 години. Која е предноста на тие федерчиња, како што ги нарече, или траки, кои што ги напоменувам? Тоа што се работи за доаѓа денес пациентката, обичена краткотрајна интравенска анестезија, значи не правилна анестезија, значи не лежи за ова, него истиот ден, односно еден ден ние ги задржуваме, понатаму само ја мериме таа рестурина колку е и другиот ден веќе си оди пациентката. А тоа многу значи за постари пациентки да не залегнуваат заради тоа што па секоја интервенција посебно на малата карлица и која што е им бара имобилизација после тоа зголемува ризици за постоперативни компликации. Така да веќе постои таа и слободно повелете на клиниката за гинекологија. Мислам дека го доби вистинскиот одговор нашата гледачка, спомена дека е заинтересирана за тоа што го гледала. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Моето е слично прашање, некои работи добив одговор, али ќе бидам кратка. Повелете. До колку возраст може да се прави таа интервенција, сега што ја кажа докторката? Многу убаво прашање. Така да, сега тоа ќе го прашавме, меѓутоа е баш убаво што се јавивте што го поставивте. Одлично прашање и она што јас би го одговорила на вас, доколку немате коморбидитети кои што ја оневозможуваат оваа минимално инвазивна, па да треба и колпосуспензија, за мене не постои граница возрастна. Знаете, претходно имало такви коментари, она има толку и толку години, не сакам сега да повредам некој, нека се носи улошки и нека си гледа другото здравје да е добро. За мене тоа не е така. Се додека вие сте физички активна, додека немате коморбидитети кои што тоа не дозволува вие да примите анестезија, вие може да бидете третирани за овој проблем за да продолжите со својот животен век. Пред 2 месеци бев во Сингапур, таму животниот век енормно расте. Значи, во секој центар медицински имаат ејджинг центри, центри за старење, превенираат и оспозобуваат овие возрастни луѓе и на 90 и на 100 години да не бидат имобилизирани, да немаат стрес и инконтиненција, да бидат физички активни, да не бидат зависни. Значи, со продолжување на животниот век треба да се гледа и менталното здравје, и квалитетот на живот, и физички. Затоа, според мене, ако немате контраиндикација за анестезија, се па од друга страна за некоја физиолошка работа, ако е ризик од анестезија по вашиот живот, самата би ви рекла,
Ова не е животозагрозувачки, поголем ризик е кога ќе ја примете анестезија. Али ако нема, не постои возраст на која што не треба да ѝ се пружи помош на пациентка. Еве, јас се надевам дека нашата гледачка го доби вистинскиот одговор. Дали имаме гледач? Ало? Да, повелете. Добар ден. Добар ден, Едно повелете. прашање за докторката. Повелете. Сопругата е оперирана на 1 април за пропуштање на мокрачата. Добро? Добро. Се моментално сме дома, али момента сега исто му се дешава како конец му пропушта мокрача. Како што? Како конец, помалце му лине и пак исто. Прегу кој ќе оди за ВВЦ... Кога е на 1 април? На 1 април, да. Добро, сега вака. Што? Со кој тип на операција е оперирана? Оперирана е под папоко, со рез, не знам која е операција. Значи, веројатно е со класична колпосуспензија оперирана. И тоа е само пред 12 дена, така? Да. Добро. Она дали кога ќе кашла, кога ќе кива, сега пушта мокрача? Кој ќе кашла, кој ќе кива? Да. Не пушта, кој ќе оди во ВЦ, Не е претходно како што е било да оди лесно мокрачата, него малку треба напор да даде и е малку слабо од послаб, веројатно. Така, млаз од послаб. Прво е многу рано, 12 дена. Не се 12, 9 дена, 10. да, види, и на едната страна над операцијата има како отоклинија, како Вака сега, не сакам да коментирам. Кај нас на клиниката е оперирана? на клиника на 8 септември, мислам на мајка Тереза. Добро. Значи вака, 8 дена после операција не може никогаш да биде готов дефинитивен третманот. Целта е да нема неволно истекување на мокрача, меѓутоа може после одредено време да, сега во моментот жената, значи решен е проблемот, али тоа ние сме направиле потпора. И сега не може да биде млазот ист како што бил претходно, може да биде малку послаб затоа што може да има оток околу тоа. Многу е рано за да има дефинитивен третман. Понекогаш како компликација се јавува воопшто да не можат да уринираат жените. Меѓутоа, секогаш 14 до 30 дена се чека и ние после 45 дена фактички од интервенција ги повикуваме затоа што секоја операција зап да извадите може да имате оток. И сега тој оток малку ја притиска долу цевката и незе може тој млаз да и се како лепеза да се распрскува или да биде малку послаб. Треба сепак да дадете одредено време да спласне тој оток, да си дојдат ткивата на свое место и на наредната контрола, која што прва контрола се прави 45 дена после интервенција, да се види дефинитивниот резултат кој што е од самата интервенција. Тој оток мал што го кажувате или како инфекција, тоа треба да се види од страна на операторот или од страна на матичен доктор може, заради тоа што секој рез исто така после оперативно има. Затоа велам дека и минимално инвазивната техника со TVT и ТОД, еве и тука имате рез само на што разбира дека и тие не се без компликации, меѓутоа минимално инвазивна, самиот збор зборува дека и за еден ден си одат дома, помалку се имобилизираат, нема ризик за тие инфекции и слично. Доколку има инфекција, нека се јави веднаш, ако не на соодветниот закажан редовен третман за контрола. Така, и да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден. Пред неколку години, пред короната, направив ехо на абдомен и докторот ми рече дека имам здебелен зид на бешиката и на забена. Потоа фате короната, отидов, а не се подмочувам, меѓутоа кога ќе мокрам, па ќе престанам, па по известно време ќе продолжам. Чувство имате повторно дека ви се мочи. Ова се типични на истото, во истиот по една секунда продолжувам, ја седам на шолја. Да. И без неуролог, урологот ме прати уринокултура стерилна, онколошка култура, мокрача носевна онкологија, уредна, ме прати на ехо на нефро, таму две докторки два пати одев на нефро, иначе 4 пати 5 имам праено ехо и тие секогаш викаат дебелен зид на забена бешика. Колку време ги имате овие симптоми? Од пред колку време? Да. Многу, реков 5-6 години. И потоа докторот посумња на канцер и јас го прашав докторе имам ли канцер, не рече сум напишал ин опс,
на посматрање и на секој 6 месеци одам да ме праќа на ехо и истиот резултат. А цистоскопија сте направиле? Мола? Цистоскопија 2 пати уредна. Добро. 2 пати правев и бев и на урогинеколог во гинекологија и јас имам папочна кила, матката ми е 2 пати оперирана од царски рез, има фируптура на матката, меѓутоа гинекологот рече нема ништо на матката, бешиката има нешто. И од овие симптоми вие кои што ги кажувате, мене тоа ми личи на хроничен цистит, односно хронично воспаление на бешиката, заради тоа што имате вие задебелен и назабен зид. Тоа е повеќе проблематика за уролог и со оглед на тоа што, како што ми кажавте, вие сте ги направиле сите испитувања, продолжете се на редовни контроли кај уролог. Така. Еве, јас се надевам дека е задоволна нашата гледачка со одговорот, бидејќи сме веќе при крајот на емисијата. Ги споменавте вие, нели, федерчиња, како што ги рече нашата гледачка, траките кои што се сега веќе 1 месец како се воведени на клиниката. Кога всушност се прави таа интервенција? Дали пациентката доаѓа, кои треба да бидат сите тие симптоми за да биде подлежна да и се направи оваа интервенција? Вака, сега постоја повеќе опции за третман на уринарна инконтиненција. Доколку кај пациентката тоа се случува инцидентно, и е на самиот почеток, ние може и со одредени вежби, кегелови вежби, со одреден начин советување за да ја намали тежината, да ја помогнеме на... Не сме ние дека одма треба да се оди со оперативен третман. Доколку после одредено време, или пациентката при самото доаѓа и кажува јас сум постојано со влошки, јас сум постојано, тогаш се одредува кој тип на третман треба да се направи. За да се направат третман, прво треба да се види дали има покрај и уринарната инконтиненција и испуштање на гениталниот тракт. Ако има испуштање на гениталниот тракт, односно матката е спуштена, со тоа е свлечен и предниот вагинален зид, во тој случај треба да се направи корекција оперативна и на гениталниот тракт, и на матката, и на самата кила, што ја кажуваат они на предниот вагинален зид, и на тој начин оперативно да се стави таа потпора. Доколку пациентката има изолирана инконтиненција како што е ова, постојат 4 начини, можам да кажам. Едната со електростимулација, која што не дава некој посебни успех. Тоа е всушност, вие со тие апарати ја вежбате мускулатурата да зајакне, реков јас. Вие мускулите, ако не ги вежбате, со годините и со зголемување на возраста стануваат помлитави. Втора опција која што е со балкинг, тоа се одредени хидроабсорбилни материи кои што всушност прават потпора под самата цевка и на тој начин кога ќе се зголеми, меѓутоа тоа не се трајни и тие се за 6 месеци како филер кога ставате, после одредено време треба да се повтори. Единствени трајни решенија се минимално инвазивниот начин на решавање со помош на TVT и TOT трака или оперативното решавање со помош на колпосуспензија која што може да биде по отворен пат или по лапароскопски пат. Сите овие се опции, нормално самиот хирург во зависност од симптомите на пациентката, во зависност од искуството кое што го поседува и во зависност од коморбидитетите на пациентката го одлучува тоа. Секогаш јас сум поборник за минимално инвазивната хирургија, заради тоа што тоа бара помал број на хоспитализација, побрзо се враќаат на нормален живот и е помалку инвазивно за самиот пациент. Меѓутоа, доколку одлучи самиот гинеколог да го прави тоа по отворен пат, успехот за отворена колпосуспензија е сличен со трака и на тој начин може да се добие успех и соодветен третман за оваа состојба. Така. Времето на денешната емисија ни помина. Доктор Папестиев, јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка, што еве кажавме, односно слушнаа гледачите дека постои решение за ова неволно испуштање на урината, дека може да се постигнат максимални ефекти со минимални процедури, дека не треба да постои ниту срам, ниту табу тема и дека има каде да се побара и да се добие помош. Ви благодарам на поканата, секогаш брзо ми поминува времето и уживам во вашите емисии. Така, ви благодарам уште еднаш за гостувањето, почитувани гледачи. Овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување. Направи